Статус кво и пат на користењето на социјалните медиуми од страна на јавните функционери и институциите во 2022 година. Токму на оваа тема анализираме во продолжение. Добро утро за Ангела Петкова од Институтот за добро управување евроатлантски перспективи и добро утро за Бојан Кордалов, комуниколог. Како сте? Среќни празници посакувам на почеток. Исто и на вас, благодариме. Ја почнуваме новата 2023 година со една анализа која што имате направено со, за жал, не толку позитивни трендови во однос на социјалните медиуми. Кажав и во најавата статус кво и пат во користењето на социјалните медиуми. Ајде прво, сакате да ги презентираме податоците или веднаш да почнеме со прашањето зошто е тоа така, каде лежи проблемот? Ако ми дозволите, би сакал да потенцирам дека намерно ја правиме оваа анализа веќе петта година поред помеѓу празниците, односно на крајот, на завршувањето на тековната година, со цел да сумираме што направиле политичарите, меѓутоа институциите онлайн. Што е важно, да, не е само бидејќи да, важно е политичарите не ги анализираме како политичари, туку како носители на јавни функции. Тие се во нашиот предмет и домен, бидејќи тие ги трошат и тие ги менаџираат јавните, народните пари. Четврта година поред во рамки нашата анализа која што и ја прави, учествуваат студентки од односи со јавност од одсекот на правниот факултет. Ангела е една од нив. Ќе ги прочитам точно, бидејќи сметам дека треба да се оддаде признание. Ангела Петкова, Николина Стојановска и Каролина Ѓурковска. Тие беа оваа година вклучени, кои што дадоа многу вредни коментари, многу вреден инпут за тоа каде се наоѓаме. Сега, ако можам да заклучам со една реченица, би кажал дека политичарите многу полесно или едноставно се навикнуваат дека мора да имаат секретарки, возачи, сите оние привилегии, меѓутоа кога доаѓа до врските, да ги слушаат граѓаните, да ги вклучуваат во процесите на одлучување и да одговараат на нивните прашања, тука за жал се помалку ги има. Значи онаму каде што има присуство на социјалните медиуми, да речеме 115-120 пратеника, а председателот е во целост присутен на социјалните медиуми, кај владата имаме добри бројки, 20-21 и така натаму. Значи дури во овие тела каде што како владата и собранието каде што се присутни, за жал тоа е многу повеќе за да се каже сопствениот став, многу повеќе за да се направи политички памфлети и кампањи, отколку да се слуша и излегува пресред на граѓаните. Ангела, при какви заклучоци дојдовте при истражувањето? Зошто е тоа така? Зошто, ако ги следиме глобалните светски трендови, не ја сватиме моќта на социјалните медиуми? Дали политичарите не ја сваќаат моќта на социјалните медиуми или што беше проблемот за овој пат? Па, вака, јас мислам дека токму тоа, како што кажавте, политичарите не ја сваќаат сопствената улога во општеството, а многу помалку во дигиталното општество. Например, станува збор за многу шаренолика слика, за едно големо безредие на кое што треба многу и многу за да се објаснува и само квантитативно, а без да се навлегува во квалитативниот дел на нивната работа. Јас, например, истражував за претениците и тоа уште повеќе направи поболна ситуацијата, затоа што пратеници, пратени од народот, да го представуваат народот во представничкиот дом, во главниот дом. И мислам дека тоа е всушност многу болната слика која ќе видиме дека, да речеме, ни груби 15% од нив се уште им стои кандидат за пратеник на нивните официјални службени страници. Многу малку од нив имаат оставено своји лични контакти преку кои граѓаните ќе можат директно да ги исконтактираат, како што се емаил, телефонски контакти и така натаму. Дури оние кои што имаат оставено, го имаат направено тоа исклучиво на социјалната мрежа Facebook. Твитер, Инстаграм, овде секако Твитер како една од најважната, можам да кажам, за овој дел мрежа воопшто не гледаме воопшто активност. Мислам дека имавме кај пратениците 12 пратеници од 120 само кои што се активни на оваа мрежа. Така, тоа е поразително како бројка и тоа е поразително како податок. Имајќи предвид дека ете порано пред социјалните медиуми, токму за да граѓанинот разбере каква порака сака политичарот да му пренесе, тоа требаше да го прави цело време на терен. Меѓутоа сега или преку традиционалните медиуми, меѓутоа сега со социјалните медиуми тоа може со брзина на светлината веднаш да се пренесе. Тоа е идејата всушност и мислам дека излеговме од некои дебати кои што не обременуваа, тоа е дека и денеска традиционалните медиуми се уште поважни во политичката комуникација. Залудна беше таа дебата, дали некој може
социјалните медиуми се канал кој што политичарите избираат како ќе го исполнат за брза комуникација. Меѓутоа медиумите се тие кои што ја пренесуваат и самата слика, кои што креираат контекст, јавно мислење и така натаму. Така што во тој дел останува непроменето, но како што кажавте, политичарите мора да искористат брза информација да достават до јавноста и до медиумите, вклучително заради тоа што можеби имате некој коментар да дадете, можеби сакате да интервенирате. Една од главните одлики всушност на социјалните медиуми е разговор овде и сега, фидбек овде и сега, мислење овде и сега. И тоа е нешто кое што не го користат или ако го користате само за промоција. Многу повеќе е потребно да се дебатира, да се разговара, да се постави прашање, да се изложиш. Бидејќи улогата зашто ја правиме оваа анализа, бидејќи сметаме дека политичарите мора да се изложуваат на критиката на јавноста, на граѓаните на медиумите, а социјалните медиуми се таа табла, огласна табла, што тоа го возможува. Секако тука не спаѓаат коментарите со говор на омраза и коментарите со дискриминирачки содржини. Меѓутоа, различните мислења тука се градат и на крајот гриштето општеството така се зајакнува. Ако сите размислуваме различно, сите даваме различни предлози и сугестии. На овој начин, ако се продолжи само да се биде присутен затоа што некој рекол дека треба да се биде таму, а при тоа граѓанките да се мачат да дојдат до вас, а не можат да го направат тоа дури ни преку веб страни, бидејќи веб страните ги анализираме, знаете како се губи довербата и повторно се затвараме во тесни кругови, да бркаме врски, да наоѓаме други канали, да дојдеме до функционерите, со цел да се реши одреден проблем. Мора да разбереме дека каналот за комуникација кој е второстепено. Најбитно е да гледаме каде се граѓаните, каде се луѓето и тие канали да ги користиме, бидејќи целта на овие средства за комуникација е решавање на проблеми, разговор, вклучување на луѓето во процесите одлучување и слично. Добро, мислам дека со предизвиците за кои што зборуваме не се соочуваат само социјалните медиуми, туку и традиционалните медиуми, бидејќи сега што има функционери кои што нели од страна на не соработуваат со новинарите, не доаѓаат во емисии, не доаѓаат во дебатни емисии, така натаму, најверојатно тоа треба да го промениме. Тоа постои кај одредени нели индивидуално политичари и функционери, но гледајќи го нели примерот од светските развиени земји, од европските развиени земји, треба да бидат достапни за медиумите, било да се социјални или традиционални. Еве, јас би бил подиректен. Мислам дека без исклучок, речи се без исклучок, политичарите сакаат да бидат присутни на медиуми кога тие сакаат нешто да кажат и под услови кои што тие ги поставуваат, што навистина говори за лош степен на демократија. Бидејќи често забораваат дека медиумите се представници на јавноста, на јавниот интерес и дека ни еден новинар, ни една новинарка не поставува прашање до политичарката за да го носи прашањето дома, туку затоа што јавноста тоа интересира. И втората работа, кај нас политичарите сакаат да ги диктираат условите под кои што би настапиле, би дошле, па дури многу често слушаме за избор на гости. И тоа невозможува да се развива системот и да се врши притисок од страна на политичарите. Губитници од ова се луѓето. Не станува збор дали новинарите и политичарите се во таа битка. Станува збор дека јавноста останува без одговор, демократијата се намалува и не се отвараат оние теми кои што повторно треба да ни дојдат тимови од страна, да ни кажат дека луѓе не го правите ова, заради тоа што ставате под тепих. И што велат луѓето, тој тепих колку што пикаме одоздола и ги криеме работите, на крај ќе полета очто е полн со незавршени работи кои што штетат на луѓето. Така. Ангела, кажавме дека еден од главните проблеми е тоа што не се ажурираат редовно податоците, не се освежуваат нови податоци, но при истражувањето можеме ли да констатираме која социјална мрежа е најмногу користена, а која најмалку користена од страна на политичарите? Како што веќе кажав, дефинитивно најмногу користена е Фејсбук. Дефинитивно без исклучок, иако Твитер представува нели онаа глобалната мрежа каде што народот разговара, јавноста комуницира, сепак кај нас мислам дека и нашиот менталитет се уште не дозволува тоа да биде Твитер. Затоа се уште е Фејсбук. Па би рекла дека и најмногу е Фејсбук, кај сите други, Твитер и Инстаграм ги имаме. Например, за пратениците, за останатите го имаме YouTube, но сепак тоа е незабележлива, скоро никакво ниво на комуникација немаме на останатите мрежи, освен на Facebook. Ковид пандемијата, очекувавте дека ќе го промени овој тренд? Сигурно и вие сте изненадени од овој благ пат, бидејќи по ковид пандемијата некако дигиталните канали стана уште повеќе популарни, уште повеќе користени.
точно, но очигледно дека тоа обратно си го сватиле пратениците и сите останати, нели. Мислам дека воопшто не ја чувствуваат обврската, воопшто не ја чувствуваат должноста која и како ја имаат, должноста да ги сослушаат граѓаните, должноста да одговарат на нивните барања, мислења, обврски и се поред. Мислам дека господинот Бојан баш беше рекол дека треба само да погледнат како пиар тимовите на останатите во светот политичари функционираат и како тие во секундата кога некој ќе им пише, секундата кога некој граѓанин ќе им се обрати за било каков проблем, тие се веднаш достапни, можеби не лично тие, но нивните пиар тимови кои што дефинитивно секој наш функционер може да си ги дозволи. Така. Дали овие податоци ќе дојдат до институциите, ќе дојдат до одговорните луѓе таму да бидат презентирани или вака само преку јавноста ќе се пушти пораката? Како е планот? За да нели ете, ако зборуваме веќе за подобрување на нешта. Нашата цел е всушност презентирање на резултати во јавноста. Не доаѓаме во комуникација со политичарите на оваа тема, бидејќи не сакаме нити да влијаат, нити отпосле да има било какви интервенции во тој дел. Сакаме јавната свест да се покрене во насока на тоа дека ова не е анализа за тоа дека некој треба да користи социјални медиуми или не, туку дека ова е анализа за тоа дека граѓаните не се вклучени во процесите, користејќи ги модерните алатки кои што стојат на располагање. Бидејќи сме збореле многу пати во ова студио, статистиката е немилосрдна. Процентот на интернет корисници на дневна основа е над 80%. Процентот на корисење на социјалните медиуми е над 70% веќе. Тоа се огромни бројки и старото добро правило вели дека и самите јавни функционери мора да бидат секаде каде што јавноста, публиката е. Ако ги погледнеме медиумите, македонска телевизија, другите телевизии, радио, сите традиционални медиуми, постојано се интегрираат во работата на традиционалните медиуми и социјалните медиуми. Зошто? Заради тоа што се брза платформа и алатка за комуникација. Тоа е идејата да политичарите разберат дека никој не ги тера да бидат физички и лично присутни на Facebook и да бидат инфлуенсерки. Меѓутоа, алатката која што граѓаните избрале да ја користат за комуникација треба да биде достапна доколку решат на одредена институција или политичарка да ја пратат порака и да кажат не свети светлото или да кажат не ме контактираат за предметот кој што е решен не е решен толку време. Чи таа е логата тука. А не да се разбере дека имаме уште еден канал каде што ние ќе се сликаме насмејано со, не знам, со лопати, ќе се сликаме насмејано со нови објекти, средби со државници и така натаму. Значи, тотално погрешено во најголем дел од функционерите, има и добри примери секако ги наведуваме, и идејата е да се подобруваат на еден надпревар, да ги следат позитивните примери и да секако воведат и свој. Да, сепак не генерализираме, туку зборуваме за податоците од ова истражување, за индивидуални институции кои што треба да се подобрат. Верувам дека и ова ваше истражување ќе биде позитивно прифатено и сватено, затоа што ова е и во интерес пред се на прво место на јавноста, меѓутоа и во интерес на институцијата, бидејќи на некој начин и давате помош и поддршка каде треба да се коригира за да ја промени перцепцијата во јавноста, имиџот во јавноста. Барем јас и така ја разбирам целата оваа работа. Апсолутно е тоа сугестијата, тоа е интенцијата и се случува 5-та година, иако првата е направена уште во 2009 тогаш за Facebook и за пратениците. И да, идејата е таа, еден позитивен надпревар со истакнување на позитивните пракси, со цел да тие примери се следат и се надоградуваат и да интенцијата е таа да навистина се земе предвид што се очекувањата на луѓето и како може да се променат сите овие работи. Така. И завршуваме на крај. Можеме да ги подсетиме уште еднаш низ разговорот, ги спомнавме неколку пати, но кои се основните препораки од ова истражување до институциите? Еве, јас ке преземам, значи, една од клучните работи која што е неопходно да се прави, всушност да се разбере дека присуството онлайн не е ради реда. Народски кажано, туку со цел да се одговара на проблемите на граѓаните. Значи, под број 2, не се политичарите, институциите на Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, за да кажат што има да кажат, туку многу повеќе да слушаат и да спроведуваат. И под број 3, мора да се разбере дека комуникацијата и тимовите кои што играат мора да се професионални, односно пред се тие да разберат дека не се за да пишуваат соопштенија или за да организираат пресконференции, туку да одговараат на
на потребите на граѓаните. А ако ги интегрираме овие работи, ако ги ставиме во функција на тоа да она што го прават западните политичари, западните институции, да се одговара брзо, а навистина ќе има многу поголемо задоволство од јавните услуги, а тоа значи и од институциите, тоа значи доверба во државата. Добро, да, не зборуваме тука само дека оваа анализа е за промоција на институциите или на нивната работа, туку ова е и од голема корист за самото функционирање релација граѓани-институции. Сите овие социјални медиуми може и тоа да го подобрат и да го олеснат целиот тој шалтерски систем на работа, дефинитивно. Да, бидејќи полна уста за дигитална трансформација на локално и централно ниво, меѓутоа една ваква анализа покажува дека многу споро идат процесите. Ајде следен пат да зборуваме за попозитивен тренд во врска со оваа тема. Кога ќе биде следното истражување? Нека биде 2023 година кај што ќе се променат политичарите во овој дел и апсолутно со задоволство. Ви благодарам многу за гостувањето и посакувам убав почеток на денот.